Почитувани, владата на денешната седница ја усвои програмата за интервентниот фонд во земјоделството. Ова е прв пат и прва година да се носи програма за интервентен фонд покрај редовните програми на Министерството, со која што преку интервентни мерки им помагаме на земјоделците во оваа тешка економска година и криза со која што се соочува целиот свет, Европа, регионот. Со интервентниот фонд засега се предвидени и во него се предвидени 250 милиони денари за интервентни мерки во растителното и сточарско производство. Да појаснам, ова се средства кои што се надвор од директните плаќања за субвенции и кои што со буџетот и законот за извршување на буџет се предвидени како дополнителни средства преку кои што ќе интервенираме во одредени категории на земјоделски стопанства, производители и одредена поддршка. Така да ова се дополнителни средства кои што ќе влезат во земјоделството. За интервентни мерки за растително производство се предвидени 120 милиони денари или околу 2 милиони евра за субвенционирање на трошоците за набавка на вештачко ѓубриво. Ова е прв пат да носиме ваква мерка, знаејќи и следејќи ги анализите кои што ги направивме во претходниот период. Неопходно и најитно потребно е да субвенционираме, односно да дадеме поддршка на земјоделците во делот на набавка на вештачки ѓубрива. Според анализите, поради регистрираниот пораст на цените на вештачки ѓубрива на различни категории и типови на ѓубрива, растот на цените е очигледен во претходниот период и затоа земјоделците ќе добијат по 2500 денари по хектар за направен трошок за набавени вештачки ѓубрива и тоа во количини најмалку од 200 килограми по хектар, што значи 2500 денари по хектар дополнителна субвенција за земјоделците кои што производуваат пченица и јачмен. Ова се културите кои што преку оваа мерка ќе бидат поддржани, а корисници на оваа подмерка се земјоделците кои во производната 2021-2022 година имаат засејани површини со пченица и со јачмен. Како најзначајни стратешки култури преку оваа мерка со 2 милиони евра ќе бидат поддржани овие земјоделци и производители. Услов за користење на оваа финансиска поддршка е при поднесување на барањата за субвенции физичките лица да приложат фискална сметка со пропратен документ за идентификација на припадноста на фискалната сметка, сметкопотврда и спратница, каде е назначен видот на вештачкото ѓубриво и количината изразена во килограми. Правните лица пак ќе треба да приложат фактура со испратница каде е назначен видот на вештачкото ѓубре и количината изразена во килограми, вклучително и доказ за извршено плаќање по фактура, односно уплатница или извод од банка. Односно сите од 1 декември до 30 април, 1 декември 2021, 30 април 2022 година, сите фискални сметки, сите оние кои што набавиле вештачко ѓубриво или ќе набават во овој период, кој што треба да го користат за прихрана, ги охрабруваме заради тоа што државата е тука, владата преку програмата на интервентниот фонд ќе ги поддржи со 25% покривање на овие трошоци покрај сите други мерки, политики, зелена нафта, дополнителни субвенции, сето она што го обезбедуваме и ќе биде обезбедено. Во интервентниот фонд се предвидени и дополнителни средства за две други мерки, тоа е за одгледувачите на јагниња и на свињи. Ова е направено по десетина состаноци кои што се направени на терен со одгледувачите на свињи, во делот на политиките за свињарството, анализи на составите и така натаму, и кај одгледувачите на јагниња со сите производители, сите засегнати страни со кои што разговаравме. Овие две мерки се дефинирани, сточарите ќе добијат дополнителни 400 денари за предадено јагне во регистрирани кланици и 1500 денари за предадени гоеници во регистрирани кланици и по однос на овие две мерки очекуваме околу 2 милиони евра да бидат наменети и исплатени на сточарите. Дополнителни. За овие интервентни мерки земјоделците ќе може да аплицираат од 1 мај оваа година, што значи за околу повеќе од помалку од месец и пол период ќе може да ја комплетираат потребната документација во посебен формулар заедно со аплицирањето на субвенции за директна поддршка ќе може да аплицираат и за овие дополнителни мерки од интервентниот фонд.
Исплатата на мерките по однос на оваа програма ќе биде многу побрза, односно истите ќе бидат исплатени до 30 јуни оваа година, што значително ќе донесе да овие околу 250 милиони денари многу брзо стигнат кај земјоделците и да бидат на некој начин дополнителна поддршка. Во овој тежок период владата и министерството ги насочи сите ресурси и енергија кон справување со кризата. Ние продолжуваме со разговори со сите останати засегнати страни, економско-социјални партнери на министерството, да ги предвидуваме работите, да ги решаваме проблемите, да наоѓаме пласман на земјоделските производи за сите предизвици со кои што се соочуваме или ќе се соочи секторот, но преку оваа програма сакавме денеска да биде усвоена, да ги знаат земјоделците овие нови 3 мерки, за да може да ја планираат и оваа поддршка во нивниот буџет. Затоа се донесе интервентниот фонд со кој се придонесува за намалување на производствените трошоци кои што ги имаат земјоделците поради покачените цени на репроматеријалите, намалените откупни цени, а се со цел да може да имаат одржливо производство во оваа кризна и тешка година, но и да ги заштитиме граѓаните од ценовните шокови на финалните производи на пазарот. И во следниот период, како што кажав, будно ќе ги следиме состојбите на пазарот и заеднички со сите чинители навреме ќе реагираме и ќе носиме соодветни мерки за стабилно земјоделско производство и за година во која што треба да обезбедиме доволно храна за граѓаните. Затоа со сите ресурси владата денеска дискутираше и ги насочи овие 4 милиони евра кон овие категории на производителите на пченица и јачмен за поддршка за набавка на вештачко ѓубриво со фискални сметки и за одгледувачите на јагне, за предадено јагнево, кланични капацитети регистрирани во период од 1 јануари до 31 мај и за одгледувачите на свињи за предадени гоеници од 1 февруари до 30 април и за сите оние, како што кажав, кои со фискални сметки ќе имат набавено или ќе набават вештачко ѓубриво од 1 декември до 30 април. Паралелно владата ги прави сите анализи и контакти со останатите земји како да обезбедиме доволно вештачко ѓубриво, односно да ги обезбедиме потребите на пазарот. Тоа на секојдневна основа го менаџираме, разговараме со трговците и ќе правиме се што е во наша можност да ги обезбедиме потребните количини. Благодарам.